Hercečko. Добър ден, драги дами и господа! Денес ви разкажа приказната на Сиренка. Една много младана смешена девойче го има. Помощ! Помощ! Нека ми помогне някой! Се изминувам! Но коя сте вие и що варате овде? Аз съм снежена, но моята майка е злобна. Та сака да ме убие. Не мога, не се ви. Не мога, смири се. Заради да гледаш, така аз ще разкажу лъжът и така и аз разкажувам приказната Сървенка. Види колко много луги има овде. Леле, се извинува, но и аз не съм лоша девойче. Моята майка е злобна. Та сака да ме убие. Моят татко, кралът е служен. Жал не е за тебе, но си дошъл погрешна приказка. Да, но истина, да. Но аз морам да продължам, че моята виждаш на малец къпия. Епа, там можеш да избираш от твоята злобна магия. Сигурен съм дека ти ти помогнеш. Одай. Коя е кадрата посила? Това съм и аз. Смешана. И ако светна разкажу лъчът и той ме шратил. И му, спасете. Но вие не сте чучуня. Кои сте вие? Ние сме трите мали праси да се крием от лошия любов. След не грижи самите, защото сме това Сървенка пасу нас, но запече цървено, но се бери чешички и малко пешаве. Сървенка пасу нас. Ей! Ей! Зарем не гледаш така още не ти е дойде на времето, но ти трябва да се пази от сцената. Заминувай! Заминувай! Чекай да дойде. Тука. О, да, Сървенката беше. Spider-Girl, толкова съм силна и непобедлива! О, не, повторно. Коя си ти и що бараш овде? Како тоя съм аз съм Spider-Girl, защитник на послабите и на нещекните. Сигурна съм дека на некој му съм потребна. На никой от нас не си ни потребна. Сега ги си заминеш ти, те мала, не гледаш дека работам. Дами да го ви кажу, Сървенката беше много фино девойче. Таа беше да отнесе малко леп и мед на своята бабичка. Погодена се появи Волк. Таа беше да отнесе малко леп и мед на своята бабичка. Таа беше да отнесе малко леп и мед на своята бабичка. Ама айде сега ти не тук не трябва и сега може това. Той трябва да си тук недостъпна си. Колко прекрасно девойче, коя си ти? Аз съм Сървенка. На моята родина ме била Елизавета, а не Сървенка. Кой си ти? Аз съм лък. Аз не съм лош вълк. Моля, ти сакате ли да е правата моя чабличка?
Толкова съм среќен одел во палатата со мојата жена и моите две керки. И вие сте толкова мъдри. Се обидувам да бидам честен крал. И вие сте честен крал. Си ги видел на моите керки? Да, Ариана беше удобна градината, а Петра е розината соба. От палатата имало лабиринт со много простори и ходици. Ако некој влезал, не можел да излезе од него. Исто така во центарот на лабиринтот имало Минотаур. А Минотаурот, каде е тој? Минотаурот е во неговата просторија. Знаете дека тој да настал од сите ги плаши. Никој не сака да се бори со него. Знам, но што ќе правиме? Оде во палатата нема никој толку средно. Се слуша гласници дека иди вратојатина и дека со него се вози еден наш со Кейсе. Бори со Минотаурот. Знаеш кога тој наш? Го вика Теза и вела дека бил силен принц и одлучен во неговиот труд. Тогаш да го почекам. Следното утро Тезеј пристигна на островот и влезе директно во палатата. Ариадна беше во градината. Кој си ти? Шта бараш овде? Братче, јас сум Тезеј. Доаѓа во датина и дојдов да губија во немајдел со главата од тип. Ајде сега така. Знаеш дека тоа е ужасно чудовиште, дека никој не може да го победи? Јас можам. Ќе ти... Во тој миг Ариана се влюби во него, затоа што тој беше згоден и храбар принц. Ќе ти помогнам да го победиш. Како можеш да ми помогнеш? Се што ми е потребно е мојата одесност и мојата сила. Ќе ти треба многу повеќе од тоа. Почекај, се надевам дека закони нема да те види. По некое време Ариана се врати со магичен меч и со конец. Земе го овој меч и конец. Кога ќе влезеш во лабиринтот, влези го конецот на времето. Како што се движиш, подвикувај, така ќе ги го најдеш патот за нас. А мечот? Употреби го за да го победиш Минотаурот. Ти благодарам. Се волам, биди внимателен. Поред. Следното утро Тезеј влезе во лабиринтот и направи како што му кажа Ариана и почна да оди низ собите и ходиците. Толку е темно тука. Одеднаш слушна силен крик. Тоа мора да ми се заоди. Не смеам сега да ходам. Ја, многу се. И ете го во центарот на лабиринтот се појави Минотаур.
живееше во градот Атин, во земјата која се викаше Грција. Иако во градот имало многу убави девојки, Медуза била најубава. Колку сум убава, дури јас сама не се восхитувам колку сум убава. Мојата кожа е побела од снегот. Таа постојано се фалеше колку е убава. По понеделник му се фалела на чепла. Мојата кожа е посјајна од сонцето. Познато е светла северна сторија која ќе гледаш, но сонцето не е ништо во споредба со тебе. Во вторник му се фалела на синот на копче. Моите очи се поделени од Егејското море. Во среда му се фалела на сите во градина. Моите усни се поцрвени на црвената роза. Познавам тоа, ушите не се ништо во споредба со тебе. Таа постојано се фалеше колку е убава. Доколку не беше запатена со фалењето на народот, таа се занимаваше со гледање на нејзиниот одраз во гледало. Колку сум убава, дури одрадот на прозорецот и морето ја покажуваат мојата убавина. И постојано Медуза се фалеше колку е убава. И ги застануваше сите по пат за да им се фали. Еден ден, Медуза заедно со своите пријатели замина во Партенон. Партенон е најголемиот храм посветен на божицата Атина во земјата Грција. Тоа е купа за тие скулптури и слики. Сите беа восхитени од убавината на храмот и беа благодарни на Атис, божицата на мудрост, која беше заштивничка на градот, која го носеше на измите. Сите освен Медуза. Скулптурот завршил добра работа. Кога ги здобрила скулптурите, Медуза рече: уметникот завршил добра работа со оглед на тоа дека на Атина и се дебели веќите, но сето што е посветено на неа. Може и в еден ден ќе се изгради ваков храм во чест на мојата убава. Сите се изненади од оваа изјава. Сите се исплаши од ова и полека почнаа да се одат. Сите освен Медуза, која остана да се гледа до одредија на друзените врата. Одредиш Медуза забележа дека место нејзиниот одраз се одразуваше ликот на божицата Атина. Глупаво и разгадено девојче, зелен мишливски поубава од мене се сонемам во тоа, додека сите се занимаваат со паметни работи, ти се одмислиш да се воспитуваш на самата себе си. Но Атина може да убави на инспирација за сите луѓе околу мене, да го правам животот побод, со тоа што изгледам река. Глупост и убавината земја во сите смртници, не ги одешува болните, не ги лечи оние што не знаат, не ги храни паметите. Со мојата мук, твојата убавица. Лицето на Медуза се смени, се претвори во одвратно чудовище. Нејзината коса беше исполнена. Медуза, заради твојата горделивост, ова ти беше сторено. Сега оди да живееш на крајот на земјата со чудовишта. Не, што ми направи, ти ми завидуваше. Јас бев најубава, да ти бидам најубавата повторно, ќе видиш. Драг мой син Вулкан, сакам да ми направиш една жена. Жена, а зашто да? Да не си заспели да си се сам не вркава и татки. Ти наредуваш.
Лукър със своите силни ръце почина да лъжи. Той беше убава като баба. Един ден жицата Ана дойде да я види. Тук ти си завършила честна работа. Пазатло, яски и подарен време. Пълн са бисери и виолини. Как?
остане нещо в кутията, но ни това, че го пускам не влезе. Откакто църният и без част,